До 450 граѓани од повеќе категории ќе бидат опфатени со мерката субвенционирање на трошоци за комунални услуги, односно за вода за пиење и депонирање на смет од буџетот на општина Куманово. Во тек е аплицирањето, а корисниците потребната документација треба да ја достават најдоцна до 10 февруари, за да им бидат субвенционирани трошоците до крајот на годинава. Ќе бидат опфатени категорија на самохрани родители, стечени работници, згрижувачки семејства, деца без родители и родителска грижа, приматели на право на социјална сигурност на стари лица, приматели на надоместок поради попреченост може да остварат лица кои живеат во општина Куманово, тоест на територијата, со навршени 26 годишна возраст, а најдоцна до 65 годишна возраст. Исто така, лица кои се во тешка, длабока, интелигентна попреченост, најтешки попреченост, целосно слепи лица, потполни глуви лица, исто така приматели на право на посебен додаток се децата, тоест деца со тешки, потешки, најтешки пречки во телесниот разбор. Исто така категоријата е со умерена тешка и длабока ментална попреченост, најтешки облици на хронични заболувања, Даунов синдром и повеќе пречки во комбинација на развој. За оваа година општината ќе одвои 6.480.000 денари за субвенционирање на трошоците за комунални услуги. Освен оваа субвенција, општината првпат финансиски ќе ги поддржи и корисниците на гарантирана минимална помош кои што живеат под кирија. Оваа услуга ќе се реализира преку две мерки за помош на лицата корисниците на гарантирана минимална помош, тоа е ГМП. Тоа е субвенционирање на трошоци на комунални услуги и тоа за вода од 900 денари на секој корисник на субвенција, тоа е на месечно ниво, и депонирање на смет од 300 денари на секој корисник на услугата, односно субвенцијата на месечно ниво. А тука е тој новитет што го направивме, тоа е субвенционирање на трошоци на кирија во однос од 2000 денари на месечно ниво. Оваа мерка ја потикнуваме, тоа се спроведуваме со веќе претходни анализи од претходната година. Веќе знаеме дека имаме повеќе од десетина луѓе кои веќе сигурно ќе ја користат, така да ќе видиме согласно оваа година како ќе биде следната година, нормално ќе ја зголемиме или ќе ја намалиме односно потребите на нашите граѓани во општина Куманово. Крстевски појаснува дека сите податоци во однос на потребната документација за остварување на правото на субвенционирање граѓаните може да ги добијат на веб страната на општина Куманово, како и во одделението за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита.